вече гледате нова епизода на Политиканти. Честит ден на Европа, 9 мај денеска се прославува победата на фашизмот. Денот на Европа Европа ќе биде, колку и кој да мисли дека тоа нема така да биде. Јас останувам оптимист, јас сум Борија Новаровски и нека сподели да видам овој песимистот со мене што е дали тоа моја прогноза за Европа ќе е таква или не. Добро вечер, јас сум Сашо Радовски, со Борјан пак ќе водиме полемики околу тоа дали ќе биде Европа или не. Ќе биде Борјан, ќе биде. Денеска е денот на Европа и денот на победата против фашизмот, као што сите знаеме, има една голема парада се одржува во Москва, се одржуваше, валда заврши тоа веќе се и така. И во Киев има два собира. Едниот е така собир на овие све што е антипод на демократија, другиот е собир на цивилизирани вредности демократски и така натаму. Да. Јас секогаш, знаеш како, неколку пати годишно повторувам дека ние треба да памтиме на која страна сме били, бидејќи за време на Втората светска војна се разбира, бидејќи имаше разноразни држави кои денеска се чукаат во градија, мислам традиционално бираат погрешни страни која ќе дојде ситуацијата до стани падни. И мислам дека тоа наследство кое што ние го имаме оставено од наши дедовци и прадедовци, се разбира, нови генерации им се веќе прадедовци, е нешто што треба да се негува и да се цени, бидејќи во таков вид на едни исклучително сложени околности како што беше Втората светска војна, за малечки минорни народи како што е овој нашиот македонски така натаму, важно е да добие независно, добие држава уствари. Да, важно е на која страна си и кои вредности си ги берат. Така, и денес, и да, беше убав повод да се обележи некој од видните, барем личности, да се споменат кои учествувале по таа, колку и да не биле многу бројни, биле значени. Така е. Одиме со гостинот. Уште малце, бидејќи чекам да се собере публика. Борјан, гостинот инаку знаат, најавено кој ќе биде и така натаму, тоа ништо не е спорно. Неделава беше една релативно, веќе кај нас сите недели се полни со настани, со активности, тоа секако видовме дека е нешто што ни се случува веќе секојдневно. Морам да ти кажам дека доаѓајќи во студио денеска многу ме потресе оној настан на она дете врзано само заврзано со селотејп ленти на бандера и така натаму. Во знак на протест тој вели дека, тој настапува во име на Кочани, се разбира, и во име на цела една генерација која што остана покосена, би рекол, во Кочани. Тој самиот изгубил неколку многу добри другари. И морам да ти кажам, тоа е во знак на протест, бидејќи вели дека Македонија го заборави Кочани на 6-7 недели после трагедијата. И морам да ти кажам, че го разговараме тој со гостинот, се разбира, и тоа го разговараме подолго време. Види, не можем да разбирам кој е тој мотив заради што оваа власт, особено ВМРО ДПМН, така најстојчиво не сака да им излезе во пресрет на луѓето. Дури вчера СДСМ предлагаше закон за поддршка на страданите и нивните семејства во Кочани. Кој е таа тврдоглавост? Ја не гледам политичка за тоа објаснување, гледам игра на суети, дали е тоа тема на која треба да има суети, стварно не е јасно. Види, гледам некои беа склони да го исмејуваат тој перформанс, ако може да кажам, на площадот. Некој деште што ме подседи, Сашо, мене тоа. Ти ја знаеш добро епизодата со Јан Палах. Тоа е, јас секојаш кога во Прага поминувам таму, бидејќи пус во центарот кај Ваславски навести и го онака сакам да го испочитувам, бидејќи сум импресиониран од таа епизода. Јан Палах е студент кој се само запалува на Ваславски намести во знак на протест што чешкото општество не пружа поголем отпор против руската инвазија во она се случува, мислам, 68 година. И потоа, подосна го дознав, Јан Палах е вака познатиот лик, инаку потоа следи серија на такви само запалувања кои се во знак на поддршка на Јан Палах и револт против задушување на тој обид на кој го прави Дупчек за демократизацијата на тогаш комунистичкиот режим. И тоа е многу еден интересен феномен. Пази, тоа, значи, не е тоа се врза, се само запали.
Види, не мислам, не дека препорачуваме нешто тако, се разбира. меѓутоа Мој сега да кажам дека за... еден револт ти не знаеш кај на кој начин може да избие. Па дури и во вакви, како кажам, патолошки форми. Знаеш како понекогаш им кажувам на помладиве генерации дека ја додека сум жив ќе бидам генерацијата на падот на Берлинскиот зид. Пред нас генерацијата беше генерација на 68 година. А потоа веројатно доаѓаат генерации кои што се одбележени секој на свој начин, знаеш, шарени револуции, не шарени револуции и така натаму. Мислам дека оваа трагедија во Кочани ќе одбележи цела една дека раѓа нова генерација, нова генерација која што тој настан е можно да им определи потоа целата нивна политичка, вредносна и каква било друга иднина, како референца на тоа што сега се случи, на туку на ова се друго што се случува околу тоа. И морам да ти кажам дека колеги од Инфомакс се разбира сето тоа го искоментира во нивните дневни елаборации секоја вечер. Ние пошто имаме еднаш неделно да стигнуваме се тоа. Види, стварно една трагикомична церемонија за доделба на благодарници во МВР делува непристојно, знаеш како делува стварно во време кога цифрите не им се добри во смисла на безбедноста, статистиките се влошени. Овој настан во кој што гледаме еден масивен обид да се избегне одговорноста на сегашни разноразни инстанции во власта врзани за таа катастрофа. Се уште лежат во затвор луѓе кои биле пред 15-20 години нешто негде таму, мислам, нели министри или што биле и како биле. Ние сме повторувале, немаме ништо против да биде секој ставен пред лице на правда кој има некаква одговорност, но да не се занимаваш со меритумот на делото од вечерта кога настанува пожарот и да ти е тоа главниот удар на истрагата и на обвинителниот акт, тоа која скрши пломбата што беше стајана кога беше затворена дискотеката, не разбрав. Сакам да кажам, мислам, и сега на тоа доаѓа ден на полицијата и ја тебе војвода ти мене Сердаре си доделуваат благодарници, таму Мицко на Тошковски на не знам кој, делува непристојно, невкусно, делува барем да има малку повеќе скромност, тоа не би фалило за моментот во кој живееме. Добро, Боријан, бидејќи еве веќе сме едно 10 минути во етер, ние најавивме и да кажеме добро вечер за Венко Филипче, лидерот на опозицијата и лидерот на Социјалдемократскиот сојуз. Добро вечер, Филипче. Добро вечер. Добро вечер, благодарам поканата. Денеска имаме понака на располагање прилично време, ќе разговараме за различни теми, но еве да почнеме од ова што сега го констатиравме. Мислам дека имплицитно тоа се однесува и на вас, бидејќи ние знаеме тетовската трагедија која се случуваше, вие бевте министер за здравство и така. Паралели се прават во општеството многу, особено власта инсистира на тие паралели, бидејќи тоа најизвестен начин мислат дека им ја олеснува нивната позиција. Само да подсетам, вие во тоа време понудивте оставка, после веќе не памтам после кој период од сето тоа, таа оставка премиерот не ви ја прифати. Меѓутоа самата влада, и еве ова што го разговаравме и пред малку, самата влада потоа се замина 2-3 месеци после таа трагедија и отиде си да поднесе оставка и се смени власта. Овие не се подготвени на никаква, како да кажем, само евалуација, на некакво вртење кон себе и барење на одредени нивоа на одговорност и на таа не мора да биде кривична, таа не мора да биде директна, меѓутоа секако во најмала смисла е некаква морална политичка. Како го коментирате сите овие настани, па и со една рефлексија на ова што се случуваше и во вашиот мандат? Добро, јас понудив оставка следниот ден, после пожарот во модуларната болница во Тетово, тогаш оставката не беше прифатена, меѓутоа владата замина. После 3 месеци од тој 8 септември целата влада веќе беше во оставка со нов премиер, со целосно нов владин состав. Нашите, мислам дека тука има две многу важни работи. Првата работа е нашиот став и аргументација, практично би рекол многу јасна, зошто сметаме дека истрагата се води селективно. Нашите прашања се многу конкретни и се уште никој не дава
одговор. Нашите прашања во однос на тоа што се случи во Кочани, трагедијата во Кочани се. Зошто не се повикани на одговорност припадниците на Министерството за внатрешни работи, кои што вечерта били присутни таму, неколку часа после полноќ, а во објектот имало малолетници, кои што не смееле да бидат таму, очигледно се консумирало алкохол и се користеле пиротехнички средства. За сите тие три елементи, полицијата која што констатирано е дека била присутна на терен, воопшто никој од тие припадници на МВР не е повикан на одговорност. Тоа се конкретни прашања. Ние тие прашања не ги политизираме. Ние тие прашања ги поставуваме после консултација, координација со правници кои што работат таа проблематика. Но во исто време кажуваме, добро, истрагата се уште трае. Ќе почекаме, ќе видиме, можеби во следниот период, тоа што ние го забележуваме, повторно ќе кажам во консултација со правници, ќе биде земено предвид. Втората димензија, втората работа во однос на тоа е апелот, повикот на граѓаните после една таква страшна трагедија, дека очигледно е потребно да се смени нешто во системот. И тоа јасно го кажуваат. Прво групата на родители, кои што доживеале страшна загуба. Некои не ги загубија единствените деца. Понатаму граѓанските протести, дека е потребно нешто да се смени во системот, очигледно дека сите партии кои што ја воделе државата во изминатите повеќе од 3 децении, а тоа се сите политички партии кои што се сега најден активни во политичкиот простор на еден или на друг начин, биле присутни и партиципирале во било која влада во изминатиот период, имаат одговорност за тоа што се случило. И оттаму нашиот став и пристап дека во ниту еден момент нема да политизираме трагедијата. Не излеговме со критика, со политизација, не, чекавме. Првата недела не излеговме со никаква апсолутно политичка изјава. Напротив, само комуникација. Мотивки, дека ги пуштате, ги толерирате, имаше и критики во јавноста. Не е никаква толеранција. Не е некаква коалиција со ВМРО договори, така натаму. Добро, тоа е апсолутно тоа се сложувам и ги гледав и јас реакциите, меѓутоа апсолутно нема. Тука никаков договор, ниту има за што да се договараме. Туку, навистина, да покажеме емпатија кон семејствата на тие кои што имаат загинати и повредени лица. Замислете, не критикуваат зошто собранието не работело таа недела. Иако тоа треба да биде фронт каде што се споделуваат идеи, се конфронтираат различни политички идеи, за жал во огромен број на случаи во собранието процесот не функционира така. Се некој некого сака да надмудри, да надзбори, нема никаква суштинска дебата. Владиното мнозинство, за жал, се турка на некој начин на сила. Сите наши предлози од опозицијата не ни стигнуваат да бидат дебатирани. И се замислете како во каква дискусија и дебата ќе се претвореше една ваква страшна трагедија. И сега стојам. Апсолутно одговорно кажувам. Не да ќе беше штета, него ќе беше прво срамота за државата и второ, апсолутно ништо немаше да се добие. Ниту пак ќе покажавме некаква емпатија, конструктивен пристап, желба да наистина да помогнеме на семејствата во тие критични периоди. Во тој период комуницирав со дел од семејствата. Јас знам луѓе кои што лично ги познавам. На луѓе од Кочани, дете кои што загина, деца кои што се во болница и така натаму. Така да, тоа се тие два аспекти. Едниот нашиот став за селективноста, кој што го аргументираме во соработка со правници кои што работат таа проблематика, и другата работа, поуката која што сите треба да извлечеме од тоа, сите политички чинители, што треба вистински да направиме за да нешто се смени во државата, нешто што до сега не е направено, и оттаму тие средби кои што потекна, но апсолутно е повторно да кажам, гледате, нема тука никаков договор за никаква тајна коалиција, ниту нешто за што соработуваме под маса. Што се случи со таа иницијатива за некаква анкетна комисија? Кочани, па недобра се стават и другите случаи кои биле од претходно, и на крај ништо не се случи. Што стана со тие иницијативи и идеи? Добре. Еве, на пример, ова што го зборувате,
да се дојде до некои, да се утврдат некои факти, да се излечат некои поуки, некои елементи кои би го зацрстиле системот, да не биде таков каков што е, каков што го живееме. Веројатно би можеле да произлезат од една конструктивна расправа во една анкетна комисија. Тоа е на крајот и краиштата целта на тие анкетни комисии. Се сложувам, тоа е целта. Меѓутоа ние имаме примери дека тоа воопшто не е така. Еве сетете се на анкетната комисија за онкологија. Што беше целта? Дискредитација лична. Кон мене. Од страна на пратеници на ВМРО-ДПМН, кои што замислите криеле документи. Криеле документи. И јас за тоа бев на таа комисија обвинуван. Замислете се, која е таа атмосфера, каде ја те тужи, каде ја те суди, ти не можеш ништо да направиш. Нема ништо суштински да се добие, ако се оди априори со еден став некој на некој начин да се дискредитира или реномето да му се уништи. Тоа беше целта, а се сложувам апсолутно дека ако најдеме начин, макар тоа била анкетна, надзорна или било каква комисија која е многу интересно, кој ги иницираше тие работи во време кога беше многу актуелно окочени, па сака и да го одвлечат малку вниманието. Не се тоа само политички фактори кои што има интерес да го одвлечат вниманието од трагедијата во Окочани, па да потсеќа на стари Сепак не разбирам, бидејќи ги гледате, соработувате и ако сте политички противници така натаму. Како може ВМРО да си дозволи да одбие иницијатива, да на крај мора тоа СДСМ само да го предлага за закон со кој што ќе се помогне на жртвите од Кочани? Која е логиката на тоа? Држава, мислам, тоа истото се повторува и со, не знам, со децата загинати од конфликтот 2001. Тоа истото се повторува со низа. Зошто? Што е проблемот да ВМРО, како може да си дозволи да опозицијата предлага таков закон? Го гледа вчера Оливер Спасовски, имаше пресконференција. Зошто би биле они против тоа? Не можам да кажам. Комуницирате, разговарате, нешто ви образлагаат? Земав обрска во текот на завчера кога се имавме еден настан и кога го поднесувавме практично законот, да го искомуницирам со пратениците на ВМРО-ДПМН. Мора да кажам, мора да ви кажам дека искрено верувам, ајде да кажам и сум прилично сигурен дека навистина немаат против таква работа. Како се сам тоа малку е откачено. И сулудо да е спротив. Може би требаше и во најавата да им пристапам. Но еве, го најавив законот. Еве сега е спремен, има прилично добро законско решение. Станува збор за финансиска надокнада на семејствата кои што загубија член, финансиска надокнада за повредените кои што имаат различен степен на инвалидитет, понатаму некои поволности во однос на системот на образование на децата кои што сега губат часови поради тоа што се на лекување. И мора ви кажам, спомнати се со истите права и семејствата на другите три трагедии. И ставивме го законот. Добро, да. И Тетово, и Ласкарци, и Па и би требало. Собраќајката. Да. Така да, во текот на следните денови ќе разговарам со пратениците и навистина најискрено, без никаква идеја и намера политички да поентирам јас лично или СДСМ. Па бе, Тоа е во да интерес. стигаат Тоа е во донации од интерес. Бугарија и од бугарски пратеници, а од Македонија мислам, не разбирам. Тоа е во интерес на семејството во Кочани. Повторно ја кажам, имам лични контакти, луѓето имаат предизвици, одат на психолози, патуваат кај Ма децата. како? Па тоа добро следува. Психијатрија клиника треба да се отвори за тие луѓе, за да може имаат да реални потреби имаат луѓето. Зошто не излегува пратениците на ВМРО да се видат? Вие излеговте добро. Вие искритикуваа на луѓето, име собрана мака, незадоволни се од претходни ваши власти, се тоа разбирам. Како може пратениците на ВМРО да не се соочат со тие луѓе? Па нормално е кога ќе наведнеш главата и ќе истрпиш тоа што овие паталци, тоа огромни паталци има да ти го кажат. И како изгледаше таа средба, ме интересира и лично како ја доживеавте, бидејќи на првото излегување ваше прво имаше една реакција која беше негативна, па потоа сепак прифатија со вас контакт. Мора да кажам дека таму имаше една голема група на луѓе, практично составена, би рекол, од две групи на луѓе. Едната група на луѓе помлади лица, не знам од каде, свежи, довикување со све, не ми сметаат извиците и така натаму.
Не можам сега да кажам дали припаѓа на подмногок на некоја политичка партија, иако има и такви шпекулации, иако е тоа така, најостро го осудувам обидот да им се приклучат на родителите, пак на една друга група на луѓе кои што и во физиономијата, во ликот им се гледа маката. Исцрпени ликови од плачење, кои што имаат комплетно друга реторика, комплетно други прашања, ти има разумни прашања. Ти сака да се разбереме. Што ви рекоа? Гледайте, прво имаат некои конкретни барања, апропо тоа што им се случува секој ден, секојдневните предизвици и тоа што сакаат да го видат дека како свесни, зрели политички чинители ќе направиме нешто заеднички за да работиме да се смени системот. Да. Само да се вратам, да се навратам, ја спомнав со анкетната комисија. Не ми кажавте што се случи, бидејќи предлогот имаше и за сите случаи да се расправа. На крај кај застана тоа? Повторно ќе кажам, апсолутно никој од СДСМ нема проблем да се разговара на соодветен начин, на начин без да се политизира на било која тема. Но, ако инструментите кои што ги нуди собранието или било кое друго тело се злоупотребуваат, апсолутно мислам дека нема потреба да правиме политички циркус. Вие дојдовте до заклучок дека ќе се злоупотребуваат тие? Не, јас само ви кажав пример од минатото како една друга анкетна комисија практично изгледаше сосем несоодветно. И спомнавте дека некои не само политички, некои други центри, па не се докажавте, се обидува да ја одвлечат расправата на друга страна. Да, не на друга страна, туку кон тие трагедии од минатото. Повторно ги кажам. Повторно ги кажам. Не се политички, а се поинаку заинтересирани. Има други луѓе кои што е веќе предмет на друга бизнес дебата. Бизнес центри на моќ. Тоа е веќе една друга анализа. Прашање е зошто сакаат да го одвлечат вниманието. Повторно ги кажам, може да разговараме за се. Меѓутоа, Кочи не заслужува посебно внимание сега во овој период, посебно со барањата на родителите. Кога ние треба да покажеме еден посебен степен на политичка зрелост. Филипче, има едно мислење во јавноста, влада е веќе 10 месеци, по наша оценка таја не работи како што треба, ние тоа го кажуваме и така натаму, колегата од Инфомакс ги рендат со право веројатно уште пожестоко секоја вечер. Меѓутоа има еден впечаток во јавноста дека вие како партија сте недоволно присутни во смисла на една критика постојана, еден однос и така натаму, и од тука се развиваат разноразни тези дека вие всушност подмаса нешто со Мицко, со едно со друго, ќе дојдеме и до Заев, ќе поразговараме вечерви за тоа, дека нешто се домуџавате, имавте дури и средба, и тоа на ваше високо инсистирање со Мицковски, токму околу некои конструктивни. Прашањето ми е, не мислите ли дека тој однос кој што можеби да го разберам, се обидувате да бидете конструктивна опозиција, па меѓу другото и затоа што катастрофално поминавте на изборите, така што се и тоа е веројатно некој фактор, не ви прави поголема штета отколку што можеби некаква регенерација и наново поставување во јавноста за некакви следни избори, ако ништо други за овие локални ве што доаѓаат. Прво сметам во однос на првата констатација, апсолутно сметам дека владата има катастрофално лош перформанс во изминатиот период. Сакате тоа да е тоа во менаџирањето на институциите, сакате да е тоа на економските политики, сакате да е тоа во реперкусијата понатаму на стандардот на граѓаните. Со вакви економски политики у кои што ние сведочиме веќе во континуитет изминатите година дена, од пад на индустриското производство, пад на извозот, сериозен пад на стандардот на граѓаните, цени кои што не се контролираат во маркетите. Ако ги слушате пресконференциите на владата, Македонија цвета. Но тоа е еден друг, но тоа дозволите еден друг феномен. Имате страшна една серија на елементи во кои што владата не реагира, тој е обврска. Скок на цената на струјата 20 до 30%, парното 5%. Еве ќе помине летото за час, ќе се соочиме со многу силен притисок. Немање слух за барањата на синдикатите за зголемување на платите. Ниту на минималната, ниту на просечната плата. И пазите, зошто кажувам меѓу другото и не менаџирање на институциите. Како кажуваат премиерот и владата, нека се договорат работниците и синдикатите сами за платата. Па тогаш не треба работодавачите и работниците.
Па тогаш зошто е владата? Што ќе ти Тоа е влада? како да кажеме ајде волците и овците сами да се договарат. Да не се Како ќе се да не се Овчариве закачаат. да не учествуваат во таа расправа. Ајде, нели да седат на страна. Да. Така изгледа тоа. Но граѓаните го сеќаат тоа. Не може крај со крај да врзат луѓето. Овие цени у маркетите, еве се повторно има серија на поскапување и владата повторно ништо не прави ако на тоа. Се накалемјат задолжувањата. 1 милиарда од Унгарија. Скоро половина дополнителна милиарда 500 милиони евра од домашни банки до сега. А веројатно тоа задолжување ќе продолжи. Понатаму, неликвидноста на компаниите поради тоа што практично владата е најголем должник. ДДВ-то не се враќа по 6 до 9 месеци. Компаниите Што не ви може се информациите? компаниите Ликвиден нема- го е буџетот. Нашите Бидејќи- информации се дека се работи на граница на ликвидност. Меѓутоа компаниите имаат мак. Не може да функционираат компаниите. Се поставува прашањето зошто една таква елементарна алатка не се имплементира како што треба. У наше време поврат на ДДВ имаше секој месец. Добро. А сега само пазете еден момент. Се поставува прашањето која зема одговорноста што се чуваат парите толку и понатаму кога ќе се враќа ДДВ-то се враќа со камата. Ајде бе, вака Значи да се прашам. не, Да. внимавајте, се Добро. оштетува буџетот. Која зема одговорноста големи што суми, буџетот плаќа повеќе затоа што нешто не се случува Кога треба. на време, Да. кога треба. И тоа не е наша констатација, тоа е констатација на меѓународни финансиски институции. Мислите вака, дека сте дозволи. доволно само што Да, дека да. сте доволно Ќе дојдам на јавни во тоа. ова. Гледайте, Оти вака убаво Нема изгледа ден- ова звучи опозиционерски во студио, во јавноста како? добро, меѓутоа тоа се алатките. Ние практично секојдневно комуницираме со членството, со граѓаните. Доаѓаат фирми да се жалат, доаѓаат групи на граѓани, за кои што ние во изминатите 7-8 години направивме многу. Многу со различни социјални категории. Да, Работници с големување на плати. Водевме сметка за просечната минималната плата раст во најтешките времења. Се субвенционира работните места и компаниите исто така во тешките ковид времења и времењата на енергетска криза. Над 80.000 работни места се зачуваа благодарение на нашите мерки. А за време на енергетска, само уште кратко, енергетската криза се изменаџира без никој да примети тоа. На луѓето сметки за струја не им се зголемија. Кога цената на гасот беше неколкукратно поголема од тоа што е сега. А сега изминатите 6 месеци, односно 9, има за околу 300.000 мегават часови помало производство на струја, наше, од домашните на капацитети. Тоа е практично како хидроелектричната централа Глобочица да не работела цела година и тие 300.000 мегават часови се увезени. По просечна цена од 150 евра мегават час, тоа е околу 45 милиона евра. А сме можеле да го произведеме. Значи, што е констатацијата? Апсолутно, тотално, целосно, недомакинско работење на владата. И во однос на нашето присуство во медиумите. Пошто нели таму требаше да дојдеме, мислам дека ние сме секојдневно присутни. По медиуми, јас лично, новото раководство, пратеничката група нема ден да некој не ја представува партијата и нашите политики на било кој медиум, сето тоа во комбинација со секојдневно присуство на терен. И сега мора да признавам една група на луѓе во новиот извршен одбор на партијата од изминатите неколку месеци, кои што изминатиот период поминува сериозни тренинзи и обуки за настап по медиуми, за градење на политики. Практично сериозно инвестираме во градење на следната генерација на политичари на СДСМ. Ајде доеме, тоа е интересна тема за која обидите за трансформација на СДСМ, но ми интересира во еден период за време на владење на СДС, Стопанската комора беше многу гласна во критиките кон владата. Сега го зборувате ова за околу економскава ситуација, неликвидноста, буџетот, проблемите и така натаму. Имате ли контакт со Стопанската комора? Дека мој впечаток е дека таа Стопанска комора која ја обединува таа така наречена олигархија која едно време беше ексклузивитет на СДС, како да ви украдува од ВМРО? Нашите политики се стандардни социјалдемократски. И нашата програма која што сега ја креираме, еден дел ќе биде презентирана и за локалните избори, меѓутоа ќе биде програма партиска и за следниот циклус на парламентарни избори, кога и да е, се темели на социјалдемократските вредности.
а тоа е социјална правда, еднаквост, правилна распределба на капиталот. Не да бидат оставени најсиромашните, највулнерабилните на страна. Не да патат најмногу, а тоа сега се случува, тие кои што се многу далеку од центрите на моќ. Тоа се категориите за кои што ние најмногу направивме изминатите 7 години додека ја менаџиравме владата. При тоа, во делот на нашите политики ќе биде представен и прогресивниот данок и дополнително одоначување на најбогатите компании, односно банките, кои што имаат енормни Ќе питнете во банките. Да, со дополнителни даноци. Па тоа кои што ќе бидат кои што ќе бидат правилно распределени кај најзагрозените категории. При тоа, свесни сме дека треба и економијата се подржи. Да, затоа што за да има да работи стопанството, да може да се делат плати, треба и компаниите да работат. Тоа не значи дека тие ќе бидат оштетени, но капиталот рамномерно да биде распределен. А дали ќе се вратиме на власт, ќе видиме, добро се да Филипче, да не избрзуваме со констатации. Во контекст со ова што и Боријан го прашува и што го одговарате, јас имам една теза која повремено ја елаборирам и така натаму, дека Македонија има проблем со корупцијата, меѓутоа тоа го крие поголемиот проблем, а тоа е проблемот на олигархијата која владее со државата и која краде енормни суми законски. Бидејќи олигархијата, особено во енергетските сектори, македонската економија е монополистичка главно. И тука се секојаш едва и 2 до 3 компании кои што диктираат условите. На нив не име гајле кој е на власт, ве поддржуваат и вас додека сте опозиција и овие што се на власт, кои ќе дојдат избори, претпоставам на сите даваат пари така натаму, заинтересирани да во законите ги пробијат, ќе ви кажам прост пример. Например, во законот за енергетика се регулира за тоа кој може да се бави со дистрибуција на плински боци и таму има еден член во кој што една од алинеите ја дефинира некакви технички структури за кој стои компанијата која е 99% како да кажем во сообраќајот на плински боци во Македонија и прави се што е неопходно тоа да не се промени. Заради тоа спомнувам, вакви има примери колку сакате и така напред. Зборот ми е затоа потоа на нас ни оди споро оваа борба со корупцијата, бидејќи се тоа луѓе за 5.000, за 10.000, наместен тендер 20.000 евра и така, што е важно, ништо спорно. Меѓутоа, на другата страна ни се одлеваат милиони, десетици и стотици годишно во здравство. Вие знаете колкав е колачот во здравството. Вие знаете колкав е колачот во енергетиката. 45 милиони само заради тоа што лошо се прави евроувоз. А се занимаваме со овакви случаи, сите кукат и така натаму. Ја сваќате ли таа разлика во однос на тоа што се случува во државата и како би рекол сите власти се прават слепи на всушност најголемиот проблем во тој домен? Мислам дека на некој начин доаѓаме до клучното прашање за нашиот развој, прогрес на државата, за суштинска промена на системот и институциите, а тоа е Европа. Не постои друг начин да ја решиме корупцијата на секој ниво. При тоа би рекол корупцијата, би ја нарекол корупцијата на високо ниво, дури грабеж. Мислам дека тоа не е ни корупција. Да. Нема да се реши без да ги смениме законите, без сите да учествуваме во тој процес, без да го направиме системот да функционира безпрекорно, кој да е на власт, така да не може никој да влијае со своето влијание. Ма колку тоа е реално, Филипче? Па гледайте. Бидејќи од ова што вие сега го говорите, ја мислам дека единствено левица оди чекор понатаму и ма сите ќе ве апсиме. Се не да коментираме како што и добива голема поддршка. И вие сега говорите дека треба сите заедно да ги смениме. Кога ќе ги сменат сите заедно? Опозицијата и власт оваа држава не се договарат ни да ги врне надвор. Не се согласуваат, а не закон да се смени. Пред некој ден и Марта Кос имаше изјава, за да нешто се смени, мора да се направи нешто големо, значено, нешто што во даден момент или период изгледа невозможно. И затоа беше мојата иницијатива за средба со премиерот. Да се обидеме да најдеме начин како можеме да седнеме заедно најголемите политички партии за да целиот тој процес што се однесува до преговорите со Европската унија, за кој што сум јас цврсто уверен дека е тоа единствениот начин, единствениот пат, конечно да ја трансформираме земјата во модерна европска земја. И исто така сум сигурен дека ниту една политичка партија нема да може
тоа да го направи самостојно. Тоа мора да го направат сите парламентарни, сите големи политички партии. На маса ние имаме еден систем еден план, реформската агенда, и за тоа начално се договоривме и веќе има работни групи кои што работат во делот на енергетиката. Тоа е после средбата со Мицковски, тоа е имате после средбата работни со Мицковски и законот за енергетика кој што тие денови влезе во процедура, а е дел од реформската агенда. Поднесовме заеднички амандмани, а работни групи работат на и тоа како важните закони во делот на правосудството. Нашите коментари на нивните материјали ќе бидат готови следната недела, ќе ги даеме коментарите, искрено се надевам дека ќе бидат земени предвид и повторно заеднички ќе успееме да ги модифицираме така како што треба, со широк консензус, за да бидат така усвоени во собранието. Впрочем, во сите случаи на околните земји, кога ќе ги гледате, например Хрватска, се работело заедно. И ХДЗ и СДП работеле заедно во Националниот совет за евроинтеграција кога се усвојувала во процесот на преговори. И тоа зад затворени врати за да нема јавно препукување и обид за политизирање на тој и тоа како пристапувала кон него. Видите каков позитивен пример е Германија. Се уште на соработка кога станува збор за државата. Па зошто ние да не можеме да го направиме тоа? Зошто ние да не можеме да го направиме тоа? Мицковски искрен во тие намери и контакти што ги имате, бидејќи он сепак настапува од позиција на власт. Гледате, ќе покажат процесите кои што ќе следат. Ево ова за сега добро оди, меѓутоа доаѓаме до клучното прашање, а тоа се уставните измени, францускиот предлог, целокупниот пакет за кој што имаме разлики, и тука сега морам да кажам на работа која што во меѓувреме овие изминати денови не ја разговарав со премиерот на таа средба, меѓутоа имав бројни консултации со луѓе кои што учествувале во тој процес, новинари кои што го пратат процесот, кои што се многу добро детално информирани. Имено што преовладува сега кај граѓаните, и мора да кажам, имајќи предвид дека огромно мнозинство на граѓани даде подршка Ланина ВМРО ДПМН, кој што излегува со силна една кампања, реторика дека не треба да им се попушта на но што е суштината? Но што е суштината на таа порака? Суштината е стравот бугарите да не наметнуваат и понатаму некои услови, да не уценуваат преку историската комисија и дополнително да го блокираат процесот на преговори. Добри познавачи на работите. И моето толкување е дека сепак можеби станува збор за тоа дека различно го читаме францускиот предлог. Тоа е проблем на владата на СДС која никогаш не успеа да добро да го објасни тој предлог. Мислам, тоа се сложувам. Но добро, конфузија која се направи. Се сложувам, но сега ние нешто мора да направиме и тој процес да го одглавиме. Затоа во следниот период, после дополнителни консултации кои што ги направам следните недели, ќе иницирам средба и ќе инсистирам на таа средба, на сите политички партии парламентарни, за да разговараме за францускиот предлог и секој да каже што смета дека главната пречка уставните измени да се усвојат. Имено, преовладува мислењето дека историската комисија е главниот проблем и дека за таа историска комисија, кога дое прашањето Гоце Делчев, Чифе и така натаму, на кого му припаѓа, и дека тоа ќе пресуди дали ќе влеземе или не во Европска унија. Меѓутоа, внимавајте, во протоколот број 2 никаде не пишува дека од исходот на работата на историската комисија зависи текот на преговорите. Напротив, се охрабруваат двете страни да работат, притоа сите одлуки историската комисија мора да ги носи со консензус. Што значи дека ако ние не се сложиме за нешто, тоа воопшто нема да дојде ни на маса да се усвои на некоја меѓувладина конференција. Доаѓаме до заклучокот дека можеби станува збор за некој ирационален страв. Ајде да збориме понатаму за конструктивни и креативни предлози. Имаме обврска да изработиме според францускиот предлог, да изработиме еден протокол, акциски план за правата на припадниците на малцинствата. Ајде тука да се договориме заедно кои ќе бидат нашите црвени линии и со тоа писмо заеднички да одиме во Брисел и да кажеме дека ние од ова не отстапуваме. Филипче, јас ве слушав внимателно што говорите. Луѓето што се на власт, Мицковски, буквално живее политички од тоа што не го спроведува, што не преговара со Бугарија.
Напротив, он добива се поголема погрешка, колку денеска ќе биде поголема навредата кон Бугарија. И на која основа ви очекувате тоа нешто ова да... е наивност Да. од ваша страна, ова ја респектибилна конструктивност и ги не гледате што се случува. Значи, јас еве ќе ви кажам, денеска се избришив брадава, ја избришив и така. Па ја ќе пуштам коса ако треба ќе пресадам, ако вие сте во право по ова прашање. А Боко доволно радикално да почнам и ја коса Доволно. пуштам. Ако вие стварно мислите дека Мицковски има апсолутно мнозинство, можеше тоа вака за работа за која инаку сите се согласуваат вклучително и ВМРО дека не е проблематично да се стават бугарите во уставот. Тоа нема. И тој одбива, сега ќе имате пак избори на кои пак ќе биде таа тема, нема да биде тема за асфалтот на улиците, ќе биде СДСМ сака да им попушти Бугарија. И вие мислите дека со тоа што сега само што ќе им објасните дека не ги читаат добро протоколите, дека тоа може да е проблема. Ја не знам кој пресврт вие го чува и мислите дека јавноста конечно ќе се трзне дека треба да почне да размислува луцидно за овие работи. Ние Па кога јас го збору- гледам и четото, дека се извинувам бидејќи доека тече ова во живо не гледаат околу 800 луѓе и на Facebook уште веројатно толку. Значи, гледате, голем дел од јавноста, особено етничките македонци, се на линија на Мицковски. Особено па заради кампањата огромна што има власта за да тоа да биде црната точка ако треба по никоја цена. Што впечаток добивте кога разговаравте со Мицковски за да отвори на врата за овие теми? Несомнено е дека имаме различни позиции. Но и ви ја сваќам поентата и се сложувам и знам како луѓето резонираат, меѓутоа кое прашање јас го поставувам? Дали се резонира врз основа на фактите или не? Или се резонира врз основа на силна кампања, би рекол пропаганда, која што ја водеше ВМРО ДПМН минатата година за минатите избори. Ние тука мора да бидеме на чисто, мора да знаеме за што зборуваме. Или има ризик преку работата на историската комисија да бидеме блокирани, или нема. Моето толкување е дека не постои. Ајде да видиме дали можеме да најдеме начин да таа историска комисија работи со помош на експерти од Европа. Што вика Мицковски за тоа? Кажете, Има ли став не, Мицковски за затоа велам, тоа? не разговаравме за предлози, ова се работи кои што ги анализирав со добри познавачи во периодот после тоа, во изминатиот период од неколку недели, меѓутоа мора да знаеме за што зборуваме. На крајот на криштата луѓето се разумни ќе разберат. Добро. Битно е да знаат врз основа на што Ја не се мислам дека резонира. луѓето се Вие разумни, како ама председател на Националниот совет за европски интеграции, што можете вие, колку е вашата одговорност, бидејќи вие сепак е тоа едно значајно тело, механизам кој би требало да го тој процес да го стимулира, да го турка процесот на европски интеграции, нели? Што планирате со како вие раководите со него? Само уште еден коментар и доколку го дозволите. Јас ги разбирам луѓето кои што имаат страв. Од тоа дека ние сме многу попусливи кон Бугарија, па што ќе би. Меѓутоа, гледайте, ако ние констатираме дека тоа е единствениот пат за развој на државата. При тоа не е толкав ризикот каков што мислиме поради одредено толкување. Тогаш грешиме. Тоа е мојата цел. Еве да го крстиме и најавен дај пристапот. Сметам дека е правилно. Така звучи. Не, се сложувам. звучи. Но сметам дека е правилно и сметам дека е фер кон тие граѓани кои што имаат страв и вистински сметаат дека треба да бидеме повнимателни, убаво да навлеземе во детална анализа и да кажеме дали е тоа така или не е. Со оглед на тоа што сум прилично сигурен дека не е така, затоа го ставам тоа на маса за разговор. Националниот совет е добро тело. Добро тело во смисло на инклузивност. Да. Затоа што членови формално, а и на покана еве сега имаме состанок на 26 мај, на кој што се поканите експерти од сите овие области, во кои што практично се касни со законите, а тоа се закони од 4 области: правосудство, енергетика, дигитализација и култура, кои што треба да се донесат до јуни 25 година, а се поврзани со буџетот кој што треба да го добиеме. Тоа се 800 милиони евра за Македонија. Ако не ги испорачаме тие реформи, тие промена на закон, од развојниот план. планот за раст. Да. Значи тие реформски закони се поврзани со буџет. Така да се надевам дека ќе се створи една конструктивна атмосфера во кој што сите чинители, не само владини и политички, туку и граѓански сектор, експерти ќе дадат свој придонес да
таа работа се заврши. Како ќе одговорите кога ќе влезете во оваа или влегувате во оваа расправа за Европа на оној став на владеачката партија дека практично Европа не интересира проширување? Преска ве слушав на почетокот дали ќе ја биде Европа или нема да биде Европа, ама тука е прашањето нас дали ќе не биде. И ние треба да бидеме тие кои што ќе се бориме да стигнеме до Европа. Има сега во овој момент едно би рекол позитивно со сите случувања, војната во Украина, Молдавија и така натаму, прогресот кој што го има Црна Гора и Албанија, гледате, според нивниот план до 2029 година, двете земји треба да станат членки на Европска унија. Целиот регион ќе отиде напред, ние ќе треба да останеме во место. Нема да можеме да ги стигнеме колку сериозно ќе касниме. Филипче, многу е жива расправата во Четов. Јас не стигнуваме да прилично е критична, како што може да замислите. Тоа е добро. Две третини од луѓето што ме гледаат ќе научиме нешто. Не се. Кратко само ми одговорите, Мишко прашува колку е задолживте државата за време на корона кризата. Бидејќи едно од тезите дека вие имаше зголемување на долгот, апсолутно, меѓутоа во криза, знаете, немате многу простор кога се сите земји затворени, кога секој се грижи сам за себе, вие морате да субвенционирате компании, да правите работи, да се грижите за елементи, субјекти кои што во, ајде ги крстиме мирнодопски услови, едноставно не ви се терат. Зашто да подржувате на тој начин и работни места и компании? Имате некоја цифра у глава, памтите или немате? Не можам сега да се... Но сериозно се зголеми процентот, и тоа мора да се признае. Меѓутоа имаше причина. Мислите кој да беше на власт, ќе беше слично? Ма тоа не се случи само кај нас. Немаше земја во која што тоа не се случи. Колку беше каков проблем имаше? Еве една многу добра споредба. Како за многу пократко време од таа криза излезе Хрватска како една од свежите земји членки на Европска унија. Економијата во Хрватска беше во рецесија неколку години претходно, па стапи ковид кризата, за да после ковид кризата, мисля че 21 или 22, има двоцифрен раст на бруто домашниот производ. Заради таа подршка од Европската унија. Европратерикот Горан Бозанац во детали ни објаснуваше како гости на политиканти кој е бенефитот на Хрватска од зачленувањето во Европската унија. Филипче, пред десетина дена, не знам дали има десетина дена, може повеќе, помалци така натаму, ВМРО обвини дека имате златна виза за Дубај. И второ, во тој контекст кој веќе збориме за Дубај, и така натаму, ве молам да ни објасните кој ви е сегашниот однос со Заев, бидејќи политичките анализи покажуваат дека постои една сенка на Заев и врз вас и врз партијата. Таа приказна не е затворена. Тоа се разбира дека политичкиот противник во случајов не само ВМРО, туку и сите други ќе го користи на разни начини. Така и треба, и ја така би играл да сум на нивно место. Меѓутоа има еден дел во јавноста која очекува некакво расветлување, објаснување, бидејќи влече едно незадоволство од сите последни неколку години од власта на СДСМ во претходниот состав, и тоа на еден или на друг начин го врзува за Заев. Ај прво за златнава виза, точно или не точно дека имате златна Како виза? интересно преку Дубај доаѓаме за... Па затоа што има излегува приказни дека во Дубај се среќавате, дека има прослави кафани. Одличен пропаганден спин на сите работи кои што се крупни политички прашања решени така натаму. Добро, ај прво за визата, станува збор за виза која што апсолутно ја бев обвинувам дека таму имам недвижнини или кузне какви милионски сметки и апсолутно тоа го демантирав. Не е ни едното ни другото. На вистина со таа виза која што ја поседувам за Дубај, значи не е никако поврзана со на инвестиции. Со во никаква форма. Во однос на улогата на Со што е поврзано? Како се добива таа виза ако не е врзана со инвестиции? Пред периодот да се кандидирам за председател и на партијата, односно претходно пратеник, бев во преговори со една болница во Дубај за работа таму. И добро напредуваа преговорите, дури и завршија една форма на валидација на документите, меѓутоа тој процес сега практично е ставен на стендбај.
И тоа е причината заради добивањето на визата. Апсолутно, Па зошто таа приказна не излезе порано за да престанат сите овие шпекулации и импровизации? Или Некош мислам дека требаме сите да се обидеме малце нивото на политичка дискусија, дебата и култура да го сведем, да го промениме. Еве ако гледате ги моите настапи. Никого не вреѓаме. Никого не критикуваме без причина. На никој не му се не клеветиме. Гледајте ги во соопштенијата кои што долго време и ги ословувавме ВМРО ДПМН со ДПМН. Чекајте, само они нас со СДС. Рековме, не, ќе ги почитуваме како политичка партија, ќе стои ВМРО ДПМН. Ќе видиме дали они ќе го Тоа стои. не е почитување, тоа е домашно воспитање, но Добро, ама гледате се, ако ние сите не работиме тоа да го смениме, каква порака Тоа не се секирате дека за ВМРО, туку дали јавноста тоа ќе го препознае. Тоа треба да ве Па да гледате, загрижува. сега ова е се што правиме со цел да стигне порака до јавноста. Дека водиме сметка на сите аспекти на нашето општествено живење, делување и политичко. Дека не се секираме и се грижиме само за политички ќар или да се дојде на власт по секоја цена. ви направија кампања, со нормално Бехтелиенка си го тераат, они договорот, но ви направиат кампања, се испадна дека вие со Бехтелиенка правите, не знам како Предавство, плячкање, се сега е најмагичниот проект. Така во што не, Македонија. прашањето е дали е рационално вашиот пристап Да. да се пристапи со една таква, да речеме, култивирана, што јас срдечно ја поддржувам како граѓанин, култивирана една политички диалог, или идемо уа, вика, и тоа носи гласови. Пропагандата на ВМРО ДПМН е пред изборите изминатите 2, 3, 4 години, која што створи една колективна психоза, мислам дека треба да се изучува и детално да се анализира. Па не гледам Ето ништо вие да таму кажете, во вие да кажете Како не е за изучување, па тоа не, го таква постигна. победа изборна, мислам, А тоа е друго. и со ова како сега го работат, бидејќи сега најдобро реално Значи што излезе дека целата кампања и целата пропаганда била лажна. Бехтеленка не бил криминален проект. Стратешки проект од важност. Единствениот проект кој што го ја движи економијата, внимавајте. Да. Раст некаков, односно движење на бруто домашниот производ има благодарение ексклузивно на тој проект. Ништо друго во државата не се случува, се друго стои. Инвестициите странски се од наше време, овие сега што се магна и така камен натаму. темелниците што ги ставаат се од ваше време. Токму така. Сега како требаше да се декласифицира договорот, што не го декласифицираат? Сега може да го направат. Нели беше надзорот фирма за чорапи? Се си продолжуваат со истиот надзор. Нели ќе го менува, ќе го враќа името? Да, Нели да, ќе се го враќа ветија името? многу работи, се ветија. Да, но ништо од тоа не е внимавајте, колективна психоза се создаде. Тоа мислам дека треба детално да се анализира како беше смислена таа кампања, која финансираше, дали само од наши извори или од странство. Затоа што мислам дека тука има многу прашања кои што се Може би треба недопрени. вие да излезете Вие во треба да ги јавноста. доплете, вие сега Доплете, тоа ви е работа се, како да кажам. Еве ја и Боко да се ама не можеме. Зоран Заев? Зоран Заев мислам дека остави специфичен белег во општеството со неговото политичко делување. Практично прашањето и вообичаено е дали осеќам некој терет, дали неговата сенка е. Тука прво Зоран Заев не се занимава веќе со политика. На ниту еден начин не влие, ниту мене лично, ниту на било кој друг од раководството, структурите на партијата во делот на креирање на политиките. Едноставно не се занимава повеќе со тоа. Сметам дека партијата треба да го почитува СДСМ, зашто ја направи од губитничка победничка партија и тоа практично јас ја гледам каков тежок пат поминал од 2013 година па до и претходно кога беше ВД председател 2009 година па до периодот кога дојдовме 2017 на власт. Сега јас гледам со што се занимавал и какви предизвици имал секојдневно, така да тоа е за целосно почет, вклучувајќи и Преспанскиот договор кој што според мене е навистина, а тој и премиерот Мицковски го потврди пред некој време дека е дипломатско ремек дело. Да не е он во поголем контакт со Мицковски отколку со вас? Имате таква информација? Немам И такви сознанија и спекулациите мислам се дека таму тече една комуникација за некој проект. Не верувам да ви кажам право. Добро.
Што се случува со борбата против корупцијата? Тоа е прашање за владата. Не, прашање и за А вас. ние гледајте. Што се случува бидејќи вие СДС беше, мислам, владата или ДУИ, СДС и така натаму корупција и сега има некои истраги се водат против ваши членови, меѓу другото истакнати кои биле на високи функции. Има ли што е во позадина или што се случува или дали тоа ќе доведе подлабоко до некои структури на СДС тие истраги? Нашиот став тука е многу јасен и го кажуваме често, односно секогаш кога сме повикани да го кажеме тој став. И тука неколку аспекти. Прво, апсолутно ја поддржуваме борбата против корупцијата и криминалот. Спомнав преска, сметам дека вистински резултати нема да се постигнат само со поединечни случаи, туку со целосно менување на системот согласно планот за раст, реформската агенда, промената на законите, вистински систем за селекција на кадри на сите нивоа, не само во правосудството. Правосудството е еден од најголемите проблеми според мене во нашата држава и општество, образованието и понатаму и сите други сегменти, демократските институции, јавната администрација, здравството и така натаму. Во однос на процесите кои што се водат, дозволете да кажам дека будно ги пратиме, имаме правен тим и поддржуваме институциите да си работат непристрасно, целосно, независно. Но најсериозно и најсилно и најостро ќе реагираме ако видиме дека има политички прогон. Ќе видиме како ќе се одвиваат тие случаи. Дали тие случаи ќе бидат издржани или тие случаи некаде ќе паднат поради тоа што знаете како да се држат луѓе во притвор безцелно и така натаму. Не сакам да се мешам и да бидам разбран погрешно. Кај пронешниот ректор на РЕК? Знаете ли? Не знам. Не знам апсолутно. Тој беше ваш кадар, за тој што практично е осомничен, за него збориме. Не знам каде е, но ако по било која основа има било каков сомнеш, сметам дека треба да се врати да се соочи со истрага. И како коментирате вие случување во антикорупцијска? Некако сите учествувавте во креирањето на таа антикорупцијска новата, го прескочивте една вредност која инаку социјалдемократите на почетокот ја донесоа кога се бираше, и нема го заборавиме сите тоа, као и како јавност кога се бираат членовите на антикорупцијската во една отворена дебата, хиринг во парламентот, при тоа нели изложени на прашања, потоа се кога заврши мандатот на таа антикорупцијска, некако се оваа пак политички се збрчка некако и еве резултатот е антикорупционер вмешан во корупцијски скандал. Осомничен, ајде да речеме не вмешан. Окей, да. Осомничен. Ќе видиме што ќе биде, дали ќе има обвинени и така. Осомничен дека е мешан. Добро, и тука апсолутно не би коментирал, треба да почекаме да видиме што ќе се. Но во контекстот едно од најбитните прашања како се бираат кадрите. Добро. Ето, тоа е нашиот најсериозен проблем. Како да се тргне, и сега не зборам само за членови на антикорупцијска комисија или суди или на било кое ниво. Како да се тргне да рацете на политиката од изборот на експерти, на луѓе кои што заслужуваат да бидат избрани. Па не, затоа тоа ми е, например, стварно ми е нејасно како успеавте да го вторава овој состав на комисијата, се формираше на тој еден нетранспарентен начин. Добро, не сум бил вклучен во тоа и стварно сега не можам да коментирам како бил избран, како се дебатирало, меѓутоа ако нема јавна дебата, морам да осудам сега и да критикувам владеачкото мнозинство и за таа работа. Значи, не дозволуваат во парламентот да има дебата. Ние даваме предлог закон за минимална плата, се одбива. Нема простор да се дебатира. Имаш 10 минути да го образложиш законот. Даваме предлог за зголемување на платите на вработените у приватниот сектор со замрзнување на придонесите, се одбива, не може да го дебатираме. Даваме предлог да се намали ДДВ-то на струјата од 18 на 5%, на храната од 5 на 0%. Не може дебата да има. Да, ма тоа никако како да го прифаќате. Немаме механизам, ние немаме механизам да се бориме против тоа. Има како не чадни бомби се фрлат во парламенти, се прават граѓански пресконференции, сме активни со пресконференции на дневно ниво и ја информираме јавноста за тие. На локално ниво што се случува? Еве ќе истече мандатот, скоро сите општини ги има ВМРО ДПМН. Молк. Ова барем од
тоа што се ваши општински организации, не знам, појма не, или се окей, Не, секој или ден, евентуално се окей. чекај, Јас не, слушам дека на имам тоа ниво впечаток дека локално има- дека има доста корупција. Ама тоа од нас слушате. Па, и од нас тук некои извори. Не, слушате од нас. Не од Излеговме пресо. со серија, излеговме со серија на материјали, објави во кои што укажавме на сериозна корупција во локалните самоуправи кои што ги води ВМРО ДПМН. При тоа внимавајте, ниту една анализа постапка од било која институција во општините кои што ги води ВМРО ДПМН, а во општините кои што ги водат градоначалници на СДСМ. Секојдневно УЈП, ДКСК, организиран криминал глава не може да кренат градоначалниците. Им се прави страшен политички притисок пред сега пред избори. Добро, бидејќи разговараме веќе еден час, а имаме уште неколку крупни теми. Тоа е вленте, локални избори и така натаму. Филипче, го гледате ВМРО како примарен политички непријател, противник, не непријател, да го сменам речникот, значи опонент или левица? Сметам дека главниот политички противник е ВМРО ДПМН сепак. Левица е партија која што има целосно различна од нас идеологија и механизми на делување и фокус групи граѓани на кои што делува се обидува да влијаат. Нашата анализа за одливот на нашите гласови на минатите избори покажува дека немаме одлив на гласовите во партијата Левица. Имаме луѓе кои што останале дома или луѓе кои што гласале од револт за ВМРО ДПМН или движењето Знам. Еве сега луѓето гледаат зашто гласале, гледаат дека биле излажени, гледаат какви... Очекувате нешто од гласовите, макар за Знам да ви се вратат на следните избори? Или мислите Нашата дека работа и ја работиме секојдневно, им праќаме порака и на членовите, и на симпатизерите, и на сите, дека научени селекциите од тој пораз, дека делуваме поинаку и дека со политиките кои што ги градиме и ќе ги презентираме, веруваме дека ќе ја врата до верба. Се консолидирате ли на ниво на членство на сите општински организации? Така? Би рекол да. Еве да ви кажам од кај го влечам тој заклучок. Иако консолидацијата не е лесен процес и јас многу внимателно го водам тој процес, да кажам секој скалило го поминувам по 2 пати. Со цел да не погрешам во селекцијата на луѓето, а тоа е една од клучните работи кои што утре ќе ја води партијата напред, да ги избереме најдобрите луѓе да ја представуваат партијата, како во партиските структури, така и на изборите кои што сега доаѓаат за градоначалници и на советничките листи. Се слушате ли со таравари денови? Со таравари овие денови не сум се слушнал, Како ја меѓутоа оценувате целата таа ситуација? Бидејќи со тоа ќе таравари биде се- еден потрес, очигледно кој ќе остави Како можеби доктори диагностицирате ли? Така се слушаме, колегиум, држите ли колегиум докторски? Така се слушаме и дебатираме, работиме во иста сфера, во невронаука, имаме добра лична релација со Арбен со години. Назад договоривме средба за следната недела Со таравари. со таравари. Па ќе го Ме- исклучат до тогаш белки и ќе го истераат од влада до след. Мислам дека се уште не е јасно. Еве еден коментар во однос на случувањето во албанскиот политички блок. Мислам дека се уште не е јасно како дефинитивно ќе заврши тоа прегрупирање, што ќе прави делот на алијанса или алијанса целосно на таравари, дали ќе се приклучува кон европскиот блок или не. Јасно е сега еве дека вреди овој дел кој што остана, трите партии заедно остануваат. Сами како ќе се проблемот на таравари? Не, за него е прашањето, вашата анализа која е, што се случува внатре во Влен и во владата? Па добро, навистина сега не знам, не би можел да кажам, имајќи предвид дека Знае, ама не сака да каже. еве и во последните месеци на нашата влада таравари практично имаше министр, ама цело време беше во разговори со другите представници на вреди. Така да, ајде не би ги коментирал тие работи, нека заврши состанокот, па можеби ќе имам повеќе повеќе информации. Мене ми се чини, јас сум осамен прилично во што сакам да ве прашам и во овој став, дека заради инсистирањето на ВМРО ДПМН и заради низа своји постапки, во државава од ДУИ се направи страшило.
Дуи се прогласи за се и се што и за работи што држат и за работи кои што не држат, а потоа ВМРО успешно, бидејќи седевте во иста влада, би го спои Дуи и сега вие практично останавте да делите субсидијата Дуи, при тоа од нив се направија со помош инострански амбасадори, што е право, дека се тоа најголемите криминалци, до сега нема ниту еден зиро процес против Дуи. Вклучувајќи ги овој Артан Груби, кој што уште има и истрага, не е ни завршена истрагата, он побегна, се разбира, од тоа се направи голема приказна и така натаму. Сакам да кажам, ве ставија во ситуација да ја споделувате судбината на една оцрнета Дуи која во јавноста, особено македонскиот дел, делот тие осуди ги заслужува, предолго на власт, се разбира дека има се и се што тamo и така натаму. Меѓутоа, во суштина ве залепија за неја и сега не можете да се одлепите. Свесно, мислам, имавте друг маневарски простор за третирање на ова прашање, кој што ВМРО релативно вешто тоа го направи. И дали сега, во кои односи сте сега, ви доаѓаат локални избори, ние знаеме дека, особено локалните избори се математика. Тоа се и ветување вредности, ама на крај седнеш и викаш плюс минус, ова улица, она улица, кој како глас. Еве, долго прашање за во какви односи се со Дуи. Во однос на како тоа се залепивме И ве залепија, добро. Како пропагандата не залепи, така, да. практично зборувавме сега пред 10 минути. Тоа е таа пропаганда која што рековме дека така да И дозволивте во времето на СДС Дуи да наметне на супериорност. Меѓутоа тој е другиот дел, ова е еден дел во перцепцијата, другиот дел во да. суштината и тука ние немаме дилема, ние тоа јавно го кажуваме дека тој начин на коалицирање со Дуи нас многу не оштети. Тоа го кажувам, затоа на целосно се дистанциравме од таа коалиција и кажавме ги научивме лекциите. Бројките у парламентот беа тогаш такви, немавме доволно пратеници, беше на граница 1-2 пратеници за да се одржи коалицијата. Во тоа време се сметаше дека треба да се направи се таа коалиција да се одржи заради тоа што треба да се носат одлуки за државата. Очигледно дека тоа си носи си има политичка цена. И ние таа лекција научивме. Што е научената лекција? Взаемна почит на коалиционите партнери. Не коалиција по секоја цена. Не туку вредносните политики кои што ќе ги делиме и само така и тоа ќе биде принципот на кој што ги градиме коалициите во следниот Има ли потенцијал период. сега во Дуи да се обнови некаква релација? Па добро, се уште немам разговори со никој Цинично од се Дуи. смееме и додека вие го чекате тој потенцијал, можда Мицко ќе направи релација и коалиција со Дуи, како што се одвиваат работиве во Влен и од ова што останат од Влен, не би се зачудил да се вратат некои стари патеки за опробани коалиции. Не сме разговарале на таа тема и јас сум отворен да разговарам со апсолутно сите партии. Во што се вбројува и соработката за локалните избори, Па претпоставувам. добро, локалните избори, како и што кажавте, месеци. апсолутно е една друга форма на соработка. Добро. Јас мислам дека бидејќи разговараме веќе 70 на минути, јас имам уште едно-две прашања. Како гледате на ова безсмислено и би рекол прилично галантно трошење на владата? Беа фатени во последниве месеци во што мислам сме јас и Боријан, а веројатно и вие памтиме многу долго. Не ни се случило да имаме влада која што на службени патувања толку често и редовно носи цели семејства, жени, деца, на тоа не одговараат од кој тоа го плаќа. Жени, деца, да. По Јапонија мислам дека и љубовници носе. Ај сега да не претерувам и така натаму. Истовремено, нели, папаја, манга и така натаму ги фати и во тие работи што се троши, се јаде и така натаму. Од една страна имаат ограничена меѓународна агенда, бидејќи немаат каде што да одат, нити некој ги вика, нити не. Од друга страна измислуваат, не знам, Австралија, Јапонија, како да е тоа. И тука како да не сте доволно актуелни, како да не сте доволно активни во јавноста. Има ли некаква реакција на таа би рекол туристичка агенција која што се претвора владава, а не чувствуваме доволно. Ајде да бидам сега најпросто, кога седи човек во опозиција, симнат од власт не
пред 100 години, туку пред 10 месеци. Веројатно, вие пред Инфомакс треба да ги добиете картите за качување на авион на Мицкоско и 4 сабега за не знаеме каде. За Виена, па од тука не знаеме каде. Сакам да кажам, ги изгубивте во таа смисла врските, контактите, луѓето од администрацијата и ги мислите като не се теми за кои треба да се критикува? Има тука два аспекти. Првиот аспект е пристапот до информации, Добро. кој што владата Тоа е апсолутно закон. кој што И нема потреба од никоја администрација, има потреба од почитување на закон. И сега, кога не бараат други, вие како опозиција ги имате, мислам, целиот Но легитимитет тие да алатки за побарате но сметки. гледате, тие алатки и се скратени. Никој не одговара. До јавните финанси вие немате до сите елементи на јавни финанси пристап. Како не? Се Така мако нема. не се работи за... Не, апсолутно нема. При тоа, ние денеска излеговме со став вчера за патување и пред некое време за патувањето во Јапонија, сега за министрот за култура. Не го видов Како тоа може за- да денеска не одгледав, да. Значи, пазете, водите сектор во кој што луѓето немаат земено плата и вие се дрзнувате да одите на службено патување со огромна некоја Па за тоа делегација, говориме, па. Тоа е тоа. што само е одраз за бахатоста на оваа влада и апсолутно непочитувањето на луѓето, граѓаните, посебно кога гледаме низ призма на секторите кои што тие ги водат. Борјан, Постана да ме прашам за вашата меѓународна позиција. Например, со Еди Рама. Курти. На Курти му помогнавте неговата партија, социјалдемократите му помогнаа да се интегрира во европското семејство на социјалисти и социјалдемократи. А Рама ви е социјалист. Имате ли контакти? Да, Одржувате ли? Имате ли некаква... Имаме контакти на ниво на партии, бевме на една заедничка средба со представници на социјалдемократски партии од регионот во Брисел, споделуваме искуства, меѓутоа мора да ви кажам посебно кога збориме со социјалдемократите од Црна Гора и Албанија, на некој начин се фрустрираме. Гледаме како луѓето зборуваат за тоа како ги придвижуваат своите држави напред. Имаат план. Се спроведува преговорите со Европска унија, ги затвораат и отвораат нови кластери. А ние стоиме Се во место. фокусира јавната дебата. Така да не се спорни нашите меѓународни контакти. Проблемот е тука кај нас дома што не морнува работата. И докторе, сега што се случува со здравството? Некој медицинско прашање. Не тоа. Докторе, Што се случува во здравството? Бевте министер Страшно. таму, тој сектор е секогаш изложен на критики. Со право, затоа што тој систем, тоа јавно здравство никако да профункционира. Приватното здравство, луѓето се препуштени на тоа приватно здравство, кај што ги дерат и не знаат ни самите што ги очекува и како ќе излезат од тие приватни клиники кои се углавном произведуваат пари. Што е со јавното здравство? Има ли изгледи тоа да се реши? Ете, вие, например, не знам како која е вашата процека, колку успеавте во нешто таму? добро, Што се случува? прашањето е многу комплексно, не може да се одговори вака. Е многу значајно исто така. е многу али значено сега и- сте и председател на опозиција, ама и доктор, затоа се обратите. и професор на докторе. медицински И факултет така. и сте што се во темата. Сакам да кажам дека не можеме да го образложиме и да дадеме адхок вака не. некоја пресек, некоја Знам, анализа да каде, направи. зашто го немаме во јавната дебата? Генерално станува збор за еден систем кој што треба да се реформира на начин на кој што ние имавме план и тој план некако го структуриравме, меѓутоа ковид кризата не запре. Започнавме со сериозни инвестиции, што значеше инвестиција во платите на здравствените работници. Тие се големија за некаде 150 до 200% вкупните примања, кои ќе ги земете и дежурствата и се, и тоа беше едно охрабрување и за докторите и за сестрите да работат, посебно што се сочија со една неочекувана ковид криза. Понатаму излегување упресред на пациентите со малегни болести, со диабет, инсулинот, кој што до тој период, а сега имаме индиции дека повторно се прави паралелен увоз на лекови, дека се увезуваат лекови без соодветни сертификати
и чекаме да стигнат информации од Агенцијата за лекови. Тука правиме една наша анализа и ќе излеземе со информации во јавноста во следните денови. Меѓутоа, суштинската промена во здравствениот систем може да се случи само тогаш кога ќе се смени текот на парите, односно начинот на кој што здравствениот систем се финансира. Грубо, ако може некако да се сублимира во неколку реченици што тоа треба да се случи, а на тоа му претходи еден многу сериозен пристап, анализа, имплементација на сите тие работи е да парите го пратат пациентот и фондот стане купувач на услуги. Значи, фондот, јас имав средба со германскиот министер за здравство, кога бев министер за здравство, бевме во Берлин. Тој е Јен Шпан, сега е еден од најблиските соработници на новиот канцелар Мерц. Мислам дека е шеф на пратеничката група во Бундестагот. И Шпан вика, гледайте, ние немаме болници, ниту фондот има плаќа плати и така натаму. Болниците, инфраструктурата, вработените, се на инвеститори, на фондации, на компании, на цркви и така натаму. Фондот ги купува здравствените услуги од некој кој што ги нуди. И тоа е единствениот спас за нашето здравство. Односно, со осигурувањето, кое што цел живот го плаќаме, ние бираме каде ќе одиме да се лекуваме. Нема работа фондот да гради болници, да дава плати, да прави реконструкција, кровови да реконструира и така натаму. Само да купува услуги. Но еве да оставиме таа дебата за следен пат. Можеме и со Таравари да дебатираме. Може, да. Па тоа би било свршено добро. Тоа е добро. Тоа е добро. Жал вие што не почнавте нов клинички центар да градите. Да ви кажам, греота се овие луѓе пациенти кои што доаѓаат тука. Ова веќе е инфраструктура, зборам за сегашниот клинички центар, инфраструктура која што веќе не може да даде никаков квалитет на здравство. Посебно не современ Вас пандемијата ве спречи да влезете во тој проект? Не спречи ВМРО ДПМН. Има готов закон за да се спроведе тој клинички центар. Да не се случеше тој филибастеринг тогаш со 2000 амандмани. Сега еден, па и повеќе од еден блокови, од трите предвидени за нов клинички центар во Ѓорче Петровки беше веќе во функција. Би поддржале вие сега такви инициативи ако ВМРО ја... Апсолутно, ако што гледате, сметам дека државата се води, власта ја води државата, но се води држава некој аспект гледано и од опозиција. Така да апсолутно и мислам дека со примери покажувам дека имаме намера и вистински го правиме тоа. Веројатно следното гледање ќе ни биде на локалните избори. Но за некој сега за локалните избори. За време на локалните избори тоаш веројатно ќе имаме некој, ќе видиме уствари, ама кога ќе објавите кандидатурите? И како е атмосферата во партијата, дали тука сега, пошто тоа знаеме, тоа е проследено со напливи на суети, со помал интензитет, со поголем. Па да, имено, затоа се прашувам. Не се лоши избори за партии, види, стално има луѓе кои сакаат да се кандидираат и тоа оживува. Добро, траат во овој момент официјалните партиски постапки, веројатно еден дел на тие поспремни општински организации ќе завршат и до некаде средината на јуни, па веќе ќе ги објавиме и тие кандидати. Сериозно се спремаме за селекција на кандидати и во Скопје. Се обидуваме да направиме едно окрупнување на субјекти кои што ја напуштија нашата широка коалиција платформа за соработка во 2021 година, па отидоа за независни листи, со независни кандидатури за градоначалник и верувам дека ќе имаме сосем солидни решенија, предлози, кандидати за градоначалнички кои што со своето знаење, реноме, со својот статус во општеството ќе влеат доверба кај граѓаните дека тоа што ќе оветиме вистина ќе го оствари. Тоа не ги обновите односите со Максо? Тешко да се обноват релации со луѓе кои што гледаме зашто се во политика за бизнис интереси. Жално е, ја не знам како не им е срам на луѓето да се однесуваат така огромна маса на луѓе им даде поддршка на изминатите
избори е седо тоа било за лични бизнис интереси. Кога ќе бидат познати вашите кандидати? Еден добар дел до средината на јуни. Добар дел. Јуни. До јуни. Добро, Борјан. Добро. Тоа е тоа, да не продолжуваме, бидејќи веќе 7-80 минути разговараме и ние мислиме дека тоа е отприлика границата на желбата за внимание на која било публика. Ако претераме, ќе треба во Па дојде термини. публиката е се разлика до 129 сме дошли на YouTube. Така е, во рече, тоа се гледано што. Венко Филипче, благодариме за ова гостување. Мислам, за жал, јас и Боко повторуваме, ние имаме пристап до опозицијата во држава, овие од власта неќе да дојдат да седнат на маса, ама тоа е, сега што да правиме. Кој сака, кој неќе. Благодариме за гостување. Венко Филипче, благодарам. Благодарам на поканата уште еднаш. Па тоа е се. Благодариме гледаме- за вниманието и се гледаме во петок. Така е, следниот петок со ново издание на Политиканти.